Јазик во најширока смисла на зборот представуваат знаци кои се поврзани и систематизирани според определени принципи. Природни јазици ги нарекуваме оние во кои зборовите функционираат како знаци. Кај поимот јазик во стриктна смисла на зборот имаме точна спецификација за значењето на зборовите кои се употребуваат. Во метафорична смисла немаме доволна спецификација, како на пример јазикот на сликарството, јазикот на модата, јазикот на музиката и така натаму. Специфичноста на природните јазици е во нивниот творечки елемент. Имено секој корисник на еден природен јазик може да разбере, да интерпретира, но и да создава изрази или реченици кои претходно воопшто не ги слушнал, не ги знае. Множеството на типови знаци и начини на толкување на тие знаци во секој природен јазик е бесконечно. Кај еднозначните јазици на секој тип на знак му е одредено едно значење. Системи од знаци во кои на секој знак му е определено едно значење се нарекуваат код. Англискиот јазик припаѓа на групата природни јазици и согласно на тоа тој не може да се нарече код. Специјално конструираните символички јазици ги нарекуваме вештачки јазици, како на пример сите програмски јазици во IT технологијата. Кај природните јазици, кои се заснуваат на фонетски принцип, на секој глас постои еден знак, една буква. Вештачките јазици се градат на идеографски принцип, тоест за секој поим се користи еден символ. Секој вештачки јазик мора да содржи азбука, правила на формација, правила на синтаксичка структура, правила на трансформација и правила на интерпретација. Азбуката на еден јазик е множеството на основните символи од кои ќе се образуваат сите изрази на тој јазик. За создавање изрази на вештачкиот јазик ги користиме правилата на формација. Семантичките правила ни служат за определување на начините на толкување на изразите. Кај природните и вештачките јазици заедничко е логичкото јадро, заеднички структурни елементи.